На изненадување на јавноста, идниот премиер Христијан Мицковски еднократно најави покачување на пензиите, зголемување на трансферите од централната власт до општините. За крај на кампањата промовира 1 милиарда евра со ефтина камата од неидентификувана влада. Мицковски од стартот ќе мора да менаџира со зголемен јавен долг, перманентен буџетски дефицит, низок раст на бруто општествениот производство. На глава ќе му тежат и можните арбитражни одлуки од странските инвеститори за надоместна штета од најмалку 1 милиарда евра, што Македонија ќе ги плаќа за загубена или предпоставена добивка на странците. Во ово издание на Трилинг соговорник е универзитетскиот професор Маријан Бојаджиев. Професор Бојаджиев, како ви изгледа оваа најава од 1 милиарда евра во договор влада со влада? Освен ако не е Тајван, во принцип е добро ако се условите поповолно така. Пошто тоа беше лошото искуство од 98 овде вака постојат некои индиција од каде. Дали може да кажеме нешто поопшто зашто има потреба воопшто од пошироко, зашто имаме потреба од дополнителни задолжувања или така можеме да разговараме со поширокиот контекст. Значи се обидов подготвувајќи се за оваа емисија, бидејќи не ми се вака голема, не ги пратам редовно јавните финансии, планираниот дефицит од сегашната влада што се седи уште во коцките покрај Вардар е 500 милиони евра за цела година. Сега за 4 месеци, значи до 13 мај поточно се реализирани 27 милиарди или 82%. Да не кажем дефицитот изеден што бил предвиден. Да бидам искрен, јас себе се сметам за фискален конзервативец, општествен либерал, тоа го кажувам неколку пати во вашите емисии, прво да не изумам да се заблагодарам на повикот се разбира. Апсолутно е неприфатливо и недопустливо владата, кога зборам владата, зборам генерално, перманентно да троши, да се задолжува без врска. Нас ни е просечен дефицит од 2007 наваму 300 милиони евра. Сега дојде до 500. Ајде беше ковид, беше енергетска криза, меѓутоа нема никаков сигнал за намалување. И сега што се случува? Капиталните инвестиции беа проценети се реализирани само со вкупниот дефицит е реализиран со 246%, значи овие 4 месеци од она што би требало календарски, а капиталните инвестиции многу помалку. И сега што се случува? Капиталните инвестиции се реализирани само 10 милиарди од планирани вкупно 45 милиарди денари во годината, а тие се програмски постојат во буџетот. Значи оваа претходната влада ги ставила. Тоа се 30 и нешто милиарди или во наши пари 600 милиони евра, кои што се програмирани, а веќе нема пари од кај да се направат. Тоа е било на ниво на цел буџетски дефицит кој што се изеде во овие 4 месеци. И сега ние велиме зашто се задолжува владата зашто ќе се задолжува да речеме идниот премиер доколку тој биде. Едноставно многу е лоша состојбата на јавните финансии. Професоре, уште на самиот старт со најавата дека се планира да се задолжиме со, да земеме наводно поволен кредит од 1 милиарда евра, првата асоциација на многумина им е 1 милиарда од Тајван на тогашниот тандем Ѓоргиевски Тупурковски, за која ние со години отплаќавме високи камати за да се одолжиме. Може да ни се повтори ваквото лошо искуство? Па видете, сега 1 милиарда е многу помоцно од милиарда во 98, да бидеме реални. Тогаш буџетот мислам дека беше 2 милиарди. Не сеќам колку е процент од БДП, меѓутоа беше прво огромна ставка. Второ, уште еднаш... Меѓутоа мандатарот вели ова се други околности, не може да се прави споредба со милиардата од Тајван. Па добро, точно тој го кажав дека сегашната милиарда е многу помалку него во таа во 98, тоа е број 1, број 2, прашање зашто ќе се потроши. Ако се троши, уште еднаш да кажем, мој став, и тој го повторам неколку пати во емисии, дека буџетот уопште не треба да има стапка капитални расходи. Ние сега предвидуваме буџетски дефицит помалку или повеќе во рамки на капиталните расходи и што се случи, најголем дел од тоа оди за Бехтеленка, да речеме, предвидено веројатно оваа година, наместо да земеме поповолен кредит од Светска банка или од EBRD. Секогаш е подобро да земеме, да ги сведеме реалните трошења
на оноко колку што ќе успееме да прибереме, па дури и помалку за да почнеме да го намалуваме буџетскиот дол, кој што е страшен, тој објективно преку 64% беше пред нова година. Сега се намали као на под 60%, меѓутоа благодарејќи бидејќи сега го вадат по предвидување на буџетот за 2024 и се додава стапката на инфлација. Инаку не се намалува во апсолутен износ, тоа е колку 7 и нешто милиарди, а не се намали ниту еден цент, ниту еден феник, никој не штеди. Прво, предпочитам задолжување пред меѓународни финансиски институции, бидејќи тие даваат најповолни услови, и второ, намената на задолжувањето мора да се оправда, за да е за нешто што ќе го зголеми потенцијалот на државата. Веднаш речиси реагираше гувернерката Бежовска во однос на најава. Добро, за истото говориме. Потполно истото. Секогаш е подобро да се задолжите број 1 кај меѓународни институции, број 2 кај институционален инвеститор како што е влада. И најбитно е која ќе биде намената. Меѓутоа што да кажем, ова што го каже Мицкоски не е нешто ново, тоа е да се надеваме дека е за капиталните инвестиции што веќе ги има предвидено претходната влада, кои што се повеќе од 600 милиони, а нема од каде да се алиментираат. Инаку јас се согласувам со ова што кажала гувернерката. Што треба да биде приоритет на новата влада во првите 6 месеци? Па по мене приоритет на било која влада, и ова го зговорам од 2017 е прва инфраструктура, втора енергетска ефикасност. Тие се двата моменти, не може мојата теза, знаете за Македонија мегалополис, како ние живееме во 2 сати држава, не можеме да стасаме до Охрид, не можеме да стасаме до раселени места, пругата се распадна, не постои железница, џабе славеше 150 години. Тоа е тоа. Значи државата се задолжува за да ја покрие тековната година и да отплати доспеани долгови. Ја го велам тоа палење на ќумбето. Секоја година палиме ќумбе на дрва од оние старите што и фрламе 300 милиони евра. И политичарите говорат за, како велат во финансии, за среднорочна стратегија. Која бре среднорочна стратегија, ако не почнете да штедите од сега? Не постои една организација, институција, владина агенција што заштедила 1 евро. Напротив, трошат како луди. Се мултиплицира со некакви фактори од 50 до 500% во последните 4-5 години. Ако треба да почнеме да штедиме, од каде треба да почне рационализацијата? Зошто уопшто се задолжуваме ние, за да трошиме пари во државата? Ние имаме раст 1,4%. Тоа е најнизок раст на Балканот, во Источна Европа, каде сакате. Нашиот БДП од 90 до сега е зголем 3 пати, полскиот 10 пати. Па тоа е разликата, тие станаа земја на first world country, ние останавме земја од третиот свет. Не можеме со вакво ниво на раст. А каде може да се штеди? Ако дозволите неколку примери. Социјалните трансфери се 31% од буџетот. 31%. Сега дел од нив се сигурно оправдани, дел од нив може да посуди така натаму. Меѓутоа ние сме единствена држава во свет кај што ќе влезете во систем на социјална заштита, никој не излегол. Број 2. Еве да речеме Мицкоски спомнавте, говори во својата програма, бар така го образлагаше во комора, дека ќе се намали бројот на претеници од 90 на 120. Што само по себе не е лошо, нема никаков проблем. Меѓутоа, што правиме со така наречените привилегии на претениците? Како тоа може пратеник да си наплаќа патни трошоци, тие се вработени во собрание и секој ден да се возат, па имаме, како се вика, Мира, Дизел, Рајко, Мерцедес, разни надимци за пратеници, што се возат секој ден и си наплаќаат овие, како се вели, користење на приватно возило за службени потреби. Па ако си вработен во Скопје, се иде во Скопје, изнајмете станови, дајте некој додаток за одвоен живот, ќе ги намалите трошоците за X пати. Видете го трошокот на собранието. Од 14 милиони и 700 во 2020 на 22 во 2024. Зголемување, не, се извинувам, тоа беше Агенција за лични податоци. Само еден момент да го видам собранието, тоа беше зголемено за 100 и нешто посто. Значи во последните 5 години трошоци на собрание со сите стручни служби е зголемен точно за 100%. Кој тоа може да го плати? Кој од нас во приватниот сектор може да зголеми може да ги зголеми трошоците за 100% и никому ништо. Него врадата ќе се задолжи, ќе подели плати, ќе вработи, уште една партија, друга партија, сите ќе останат. И тоа се случи во сите агенции. Агенција за заштита на лични податоци. Зголемување за 64%. Совет за напредување на ревизија, зголемување за 47%. Знаете колку агенции има, ваќе никој не ги знае. Агенција за пошти, агенција за контрола на агенцијата за пошти. Неверојатно. Претпоставам дека
никнувањето на такви агенции пред се во насока на задоволување на политичко-партиските Стварно не апетити. може да оди така државата, нели сите се колнеме во меритократија и пат кон Европска унија, ова не е Европска унија. Ова е калабалак, ова е растурена куќа. Како ние во нашите домови не може да трошиме неограничено, има банката вели лимит, толку вие две плати. Во Стопанската комора неодамна средба со Бехтел и Енка, побарано е активно партиципирање на домашните фирми, особено во изградбата на коридорите 8 и 10. Втора година над 250 милиони се префрлени кај изведувачите, но се уште нема експроприација на земјиштето. Па добро, не ги знам тука детаљите, колку што знам имаше повторно што беше презентирано во комората дека било предложено да се замени некоја траса што е попроблематична од аспект на експроприација со некоја друга. Ете, тој договор сите знаеме дека Добро, има голема врева се дигна чудни индици. околу договорот со Бехтел и Енка. Доаѓа нова владеачка гарнитура. Што мислите? Треба да се раскине тој договор, да се продолжи? Обично договорите се толку лошо структурирани на штета на Македонија, така да мислам дека тоа се свесни и господинот Мицковски и екипата што веројатно ќе состави нова влада, така да нивниот став е дека тоа ќе се продолжи бидејќи иначе штетите се поголеми за Македонија, како што сите знаеме. До сега секој договор што го раскинавме од клинички центар, што требаше да биде оној малиот клинички центар со интерни клиники изграден внатре во сегашниот кампус Мајка Тереза, па после плаќавме пенали. Секој договор што сме го раскинале сме плаќале опта. Не постои договор кај што Македонија поминала добро. Битка против корупцијата. Како Апсолутно. и против кого? Сите од број 1. Од ден 1 од број 1. Ова е страшно, ова е епидемиски разбери. Ова е таков гаф. Јас неколку пати говорам на овие прашања докаде сме своји блиску или далеку. Мојот став е никош не сме биле поблиску и подалеку. Поблиску зашто треба еден, според мене, мал чекор да се внесе едно малцинство во Уставот, а голем чекор да се вратиме пат на некое нормално владење на правото. Иначе ова е така отиде на нивото на корупција баш и бозук. Тоа се говори за судството, можеби е најеклатантен, меѓутоа на секое ниво во администрацијата да тоа е страшно. Колку сме способни, кадарни да се справиме со Се помалку. Се помалку. Бидејќи никој ништо не работи и тоа станува проблем. Видете што се обидуваше Грковска да направи со оној закон за американски црни листи, да мора да го натера обвинителството нешто да работи. Па тие треба да работат и овака. Ама ако немаат од кого да учат, тоа се веќе години на транзиција, не една или две, колку 20 години сме во транзиција, ова ескалира, од лошо станува полошо. деновиве председателката Гордана Сијановска-Давкова прва среда со ректорите на универзитетите. Државните универзитети. И го забележувате како мана или можеби добар исчекор, испраќајќи порака можеби дека во наредниот период ќе стави акцент на враќање на имиџот на македонскиот образовен систем. Па го сваќам како голем гаф. Јас доаѓам од сектор на приватно образование и во Уставот сите субјекти сме исти. Ако ние имаме јавно овластување, тогаш зашто бевме изземени од таа приказна. Тоа е еден проблем во Македонија. Знаете, социјализмот не е општествено-политички систем, е состојба на свест. Нашите студенти, зборам приватните универзитети, не може да користат бенефит да се возат во јавен превоз, например. Зошто? И ние ги добиваме скоро секоја година ги даваме на Уставен суд, па Уставен суд тоа ќе го укине, па се враќа назад, па владата ќе напише нешто, па министерството друго и едноставно не ја користат тој бенефит. А зошто? Нашите деца не плаќаат данок, ние како организација не плаќаме данок. Председателката во својот говор истакна дека ќе биде председател на сите граѓани. Подеднакво. Не може да биде само на државните. Искрено да бидам, тоа ми заличи на едни многу лоши денови, не од социјализмот, од можеби некои 10-15 години, кога имаше министри што јавно говореа ние сме држава и тука сме да помагаме на државните фирми. Па не е така. Државата е сервис на граѓаните и на сите субјекти. Професор Бојаджиев, со самиот... Да не изумиме, најдобрите универзитети во светот се приватни. Американ коледж, ние сме горди што сме најдобар факултет за бизнис и администрација 7 година поред, например. Втор најдобро рангиран истражувачки универзитет после Кирил и Методиј и сега ние сме исклучени од имаме друга собственост, као да нашите деца не плаќаат данок или ние да не плаќаме данок. Нема причина од такви сегрегации. По изборите се чини дека во Македонија како да почна да дуваат нови
ветришта од аспект, например, председателката на државата Сијановска во својот говор на инаугурацијата не го употреби уставното име. Дали сега може да ни се случи покрај Бугарија и Грција да го повиши тонот, што и веќе првично има реакција од нивна страна? Да, па сега Дали всушност ние отвараме фронт на две места? Па сега не ги знам деталите, у принцип не сум сигурен дали тоа беше потребно. Јас како професор, како физичко лице, каде стасам ќе го говорам името Македонија, меѓутоа јас на тоа имам право, привилегии и можност. Не сум финансиран од никакви владини пари, така да тоа може да го користам во лични настапи или во настапи на установата која што ја представувам. Дали требаше или не требаше, не знам, правилниците нека одлучат, меѓутоа мораме да градиме мостови, не можеме со кавга да одиме во да напредуваме кон Европска унија и доаѓаме на онаа политика Калимеро, нема правда, за жал секогаш има некој посилен што на поинаков начин ќе ги конструира односите, така да не знам. Треба да се градат мостови. Не сум сигурен за тој конкретен чекор, меѓутоа има простор, има можност да се работи на тоа, да се градат мостови и веројатно председателката е добро да првите посети ги направи во соседството, сепак е тоа наше најблиско окружување. Дел од тупатените ќе рече дека Македонија направила преголеми концесии, отстапки, а за возврат не добивме ништо. Тоа крај нема. Како вели Гале Тодоровски, мојот бол е најбол. Тоа грците од друга страна велат придавката македонски, интернет кодот остане. Бугарија го призна македонскиот јазик. Така да секогаш има две страни на медалот и тоа е, како велат, компромисот е ситуација во која и двете страни не се премногу среќни. Нема идеална варијанта во која што ќе бидеме сите среќни. За жал, тоа е проклетието на некое обкружување во кое што сите живееме. А обратно да ја поставиме работа, да речеме дека 2030 сме во Европска унија, па 2035 например сме во Шенген зона, еврозона и така натаму. Кој може тогаш да ви приговара за било што? Така, ако сте на исто рамниште со сите, кој ќе ви приговори за било што? Дали македонските граѓани се заложници на клиентелизам, популизам? Па ако е точно Имаме дека... ние лидери со визија. Па сега не знам, ако е точно дека 2000 година сме имале понуда на маса Република Северна Македонија за странство и се да остане дома и тогаш не било прифатено од краткорочни политички потреби и популизам, тогаш дефинитивно е проблем. Тоа да било прифатено, пола од овие проблеми ќе ги немаше сега. Ни Бугарија ќе беше усилена во Европска унија, со Грција немаше да има проблем. Благодарам за гостувањето во емисијата. Во секое време. Маријан Бојаджиев, универзитетски професор.